студиото на телевизија 24 веќе се македонските пратеници Јонка Тренчевска и Тони Јаревски. Ви благодарам што денеска сте дел од студиото. Добро утро и благодариме на поканата. Јас најавив дека ќе зборуваме за битни закони кои што се во процедура, кои што се донесени и кои што треба да го подобрат животот на граѓаните. Она што е најактуелно е законот за минимална плата кој што беше на удар од страна на синдикатите, работодавачите, па ете и власта се донесе сума која што не беше договорена со синдикатите, па ни работодавачите не беа на таа заедничка маса, на тој економско-социјалниот совет, каде што некогаш бевте дел и вие. Тренчевска, па да почнеме со вас. Вака, за прв пат во историјата на државата од кога е донесен законот за минимална плата, се донесе износот на минималната плата надвор од економско-социјалниот совет и согласно законот за минимална плата, одлуката за висината на минимална плата се носи на економско-социјален совет со кој што раководи министерот за економија и труд. Сега порадно Министерство за труд и социјална политика и надвор од сите процедури, односно со одлука на влада. И навистина тоа е пораз за работничките права. Од една страна е одлуката, од друга страна е висината во овие услови кога цените постојано растат, да имаме минимална плата од 24.700 е навистина не знам, пораз за оваа влада, меѓутоа најголем пораз за работниците. И синдикатите, па дури и дел од работодавачите се согласуваат да ја зголемат минималната плата, па во услови да во меѓувреме се донесе и закон со кој што ќе се ослободуваат од придонеси на зголемениот дел на минимална плата, зашто и Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата пред некој ден имаше предлог закон кој што за жал не беше прифатен од мнозинството. Односно, уште на самиот старт од процедурата за утврдување на потребата од носење на закон се беше отфрлен од страна на мнозинството, иако во минатите години ист таков закон постоеше во државата, беше во рамките на Министерството за труд и социјална политика и навистина беше една мерка која што беше многу успешна и беше искористена во голем дел од страна на работодавачите и самите работодавачи го потврдуваат тоа, затоа што времетраењето на овој закон беше за година дена, каде што добива ослободување од плаќање на придонеси на тој зголемен дел од минималната плата до колку е зголемена платата на работникот и она што е најважно, по завршувањето на важењето на тој закон не беа намалени платите, а навистина особено за најдобрите работници, за оние работници кои што имаат добра продуктивност, платите им беа видно зголемени во приватниот сектор. Така. Зборови пак е продолжим со дебатата. Мислам дека не е коректно и најфер вака да се настапи од страна и на синдикатите и од страна на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи минималната плата не е предмет на трговија, не е предмет на ценкање. Разбирате, таа се производ на методологија, која што своевремено и синдикатите, истиот тој синдикат, и владата предводена од ДДС, од која се договорија како произлегува нели триумфално со дигнати раце дека направиле епохален чекор напред и каде што се дефинираше 50% од зголемувањето на индексот на трошоци согласно Државниот завод за статистика и 50% од зголемувањето на просечната плата. И тоа беше формулата по која што истата беше дефинирана. По истиот начин и сега е оваа минимална плата која што ја видовме. Така да се наметнува прашањето самиот старт. Кога лажеа синдикатите, односно Социјалдемократскиот сојуз? Тогаш кога излегува со кренати раце или денес кога велат дека треба нешто друго да има од производот на формулата што тие самите ја дефинираат. Но не се. Сметаме дека има простор секогаш да се разговара и секогаш може да има и поголема минимална плата. Затоа во овој процес рековме
Нека преговараат синдикатите и работодавачите како што е основната функција име на синдикатот со нивните на соговорници од работодавачите, доколку се договорат за поголема плата, минимална, владата тоа ќе го прифати. И сметаме дека тоа е максимално коректно и тоа е производ од социоекономскиот диалог и совет, а и сметаме дека било какви импровизации или пак наметнување нереални барања надвор од овие што се критериуми и рамка во кој што беше јасно дефинирана и како што течеше до сега, е генерално со политички карактер. Воедно би сакал да укажам на работа која што често ја укажувам, истото го имав и во обраќањето и преходно додека бевме во опозиција во однос на минималната плата и треба да се биде крајно внимателен. Минималната плата не е работа со која што треба како држава да се гордееме или да се фалиме, не знам како достигнување се направиле. Бидејќи станува збор за минимален износ кој што ги загрозува категориите кои што се во најниските профили на работни задачи. Како држава треба да бидеме фокусирани кон зголемувањето на просечната плата, да инвестираме во работникот, да инвестираме во човечките капацитети, во нивни убавки, во имплементација на нови технологии кои што ќе зголемат продуктивноста, ќе зголемат ефикасноста, бидејќи на крајот од денот платите треба да пратат нивото на продуктивност во државата. Било каква импровизација која што гапот го развива меѓу платата и продуктивноста е само неповолна ситуација за државата која што дава негативна ефекција. Треба да се срамиме, бидејќи имаме најниска во регионот. Не го велев тоа. Само сакам да кажам дека треба да бидеме концентрирани на капиталните инвестиции и на развојот на самата држава. Доколку ви имате поголем бруто домашен производ, доколку работникот произведува повеќе добро, ќе имате и основа за нормално зголемување на платата. Трговски центри се капитални инвестиции, господин Јарев. Доколку парите од унгарскиот кредит ќе се може да се инвестираат во трговски центри. Не знам за тоа, но знам дека оваа година ќе биде рекордна по реализацијата на капиталните инвестиции. Не за секоја, не има разлика помеѓу едните и другите. Вие можете да видите дека динамиката на реализација на капиталните инфраструктурни проекти во прва линија, динамиката на реализација е неколкукратно зголемена за разлика од преходно. Еве за мое задоволство уште еден закон што го поддржа и опозицијата, тоа беше за патната делница Кичево Охрид сега во завршна фаза. Самото појавување на законот значи дека ќе доаѓаме до реализација на ветувањето, дека најголем дел од трасата ќе можеме да возиме до почетокот на сезоната. Иначе законот се однесуваше на приклучување на постојните или новоизградените објекти на самата траса што од автобатот. Сведоци сте на динамиката на изведба и на коридорот 10 и 10Б, така да имавме реализација веќе на два големи експресни патишта. Можете да видите една динамика каде што од унгарскиот кредит веќе кога го споменавте во првиот повик и веќе во вториот повик текомно тече со огромна динамика реализацијата на пристигнатите проекти, каде што можеше да аплицираат сите и каде што се сите речиси од инфраструктурна природа, каде што локалните самоуправи може не само да решат проблеми што ги имат и од нивниот делокруг на работа, туку да бидат и во развојот на самите општини. Јас сум за капитални инвестиции, така ќе се развива и државата, така ќе расте и стандардот. Меѓутоа зборувам дека со продуктивност, зголемување на продуктивноста, со изградба на трговски центри тоа нема да се случи. Тоа ми беше само поинтата да идеме сега. Да. И да кажам, добиете повторно збор за ќе продолжиме истата. Кога зборуваме за минималната плата, она што е важно, не сме владата во тој економско-социјален диалог да стои настрана. Затоа и велиме дека тој диалог е помеѓу три страни. Трипартитен социјален диалог. Влада, работодавачи и работници, синдикатот. И не може владата да остави на работниците и на работодавачите тие да донесат одлука, владата секоја одлука ќе ја прифати. Владата е таа која што треба да се грижи за работниците, во исто време да се грижи за работодавачите. Мислам дека во овој момент не е. Видете, во услови кога немаме ние работна сила на пазарот на труд, не може да биде голем притисокот на работодавачите за зголемување на минималната плата или на било која друга плата. Но онаа што го сакат работодавачите и тогаш и денес е да има
некаква финансиска поддршка во делот на зголемувањето на платите, за да може и тие сакат да обезбедат поголеми плати на апсолутно да си ги, особено оние вредните и добрите работници. Ние гледаме секојдневно, не само сега, наназад со години нас работната сила ни оди надвор од државата. И ако не интервенира владата овде, во тој економско-социјален совет, да, оти минималната плата токму, точно е дека е дефинирана согласно законот методологијата. Меѓутоа, понекогаш се потребни и политички интервенции од владата, како што беа во претходното, за да може да се зголеми повеќе од она што е предвидено во методологијата, за да можеме да ги задржаме младите овде, работната сила овде и на крајот на денот задоволен работник, среќен работник и продуктивен работник. Не може работник со 24.000 да ви биде вам продуктивен. Ќе добиете веднаш збор. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото. Да, ве прекинав на пола мисла, завршете, па ќе му дадам збор на Јаревски. Значи не секогаш треба да се ограничуваме со она што значи методологија, во услови кога имаме согласност и од синдикатите и од работодавачите, во услови кога имаме покачување на цените и паѓање на животниот стандард, владата треба со политичка одлука да интервенира во висината на минималната плата. И тоа очекував дека ќе се случи сега, затоа што навистина 24.700 или 400, колку е износот на минималната плата, е недостоинствено за во денешни услови, да може, кој ќе го споредиме и со потрошувачката кошничка, е навистина малку за да може достоинствено да го помине месецот. Представникот на парламентарното мнозинство го прашам каков закон би требало да се донесе за еден достоинствен живот. Значи, видите, пред да се навратиме на ова што го велиме. Ајде. Тоа што го слушаме сега, што се бара од кај нас, на веќе вака како форма, една од најрадикалните форми на државен интервенционизам, што е самата минимална плата, сега се бара владата да наметне, тоа го велат, да наметне и услови и износ на работодавачите и на работниците. Ме разбирате? Нема некој позасегнат со минималната плата или со платите од синдикатите и работодавачите. Тие се најзасегнати. Владата може да посредува, може да помогне, може да допринеси така натаму, но директните, најзасегнатите во самиот процес е токму овие две. И затоа рековме. Методологијата се надевам дека не е усвоиле така. Била на основа на преговори, на разговори, на анализи и така натаму и така натаму. Каква или таква, можеме да имаме замерки или не, ја усвоиле тогаш. Еве ја почитуваме. Но ако тоа не е доволно, еве да бидеме крајно коректни, пофер може ли од страна на владата да биде во ред? Вие сте најзасегнати двете страни. Доколку се договорите повеќе, ние истото ќе го испочитуваме. И затоа укажувам дека импровизациите не се добри. Било каква импровизација ви рефлектира на она што го кажавме во делот кај што продуктивноста мора да ги прати платите. Доколку не се случува тоа, имате притисок на инфлацијата. А доколку имате инфлација, конечно се заузда. Преходно беше многу поголема во нивно време. Ќе продискутираме за истото и за тоа наназад. Па дека е зауздана веќе сега не знам, ама е веќе 4%, имавме по 20, по 30% на храната, така, страшно беше. Нормално да има 2 до 3%. Беше 4,5. Заради таквиот однос, преходно имавме ситуација кај што во номинален износ или во апсолутен износ платите можеби растат, но реалните плати имаат страмоглава линија надоле. Што значи, вие и да имавте 15.000 покачување на 20.000, а реално ќе можете да купите производи за 12.000. Ме разбирате? Затоа и кажам, единствената основа кај што треба да бидеме сите фокусирани како општество, да направиме услови, да направиме погодности, зошто да не законски можности, регулативи и така натаму, каде што ќе им овозможат на стопанството на фирмите да инвестираат и во кадри, и во технологија, и во ноу-хау, работниците да се обучуваат, да имаме континуиран напредок, за да имаме поголеми резултати. Впрочем, еден од најголемите негативни
делови со вештачко притискање на полето на минималната плата беше рамнењето на платите. Преска спомна колешката во однос на незадоволството од најпродуктивните работници или подобрите работници, или ја ќе кажам оние работници што се на поодговорни места. Со притискањето вештачки на минималната плата сега имате ситуација која што се наметна разликата помеѓу минималната плата и одговорно место од трет левел, например, некој шефовско или раководно место да биде од 500 денари до 2000 денари, каде што имате класична дестимулација на оние работници кои што даваат најголеми резултати или што ја носат најголемата одговорност во институциите и во фирмите. Затоа и кажавме, точно, нема човек што нема да се залага за поголеми или подобри услови за работниците, ја ќе додадам секогаш и побезбедни услови за работа да имаат во околината, бидејќи и тука синдикатите треба да имаат просек. И таму треба да се фокусираат. Овој период, наместо да се занимаваат со политичка агитација или со извршување на некои политички нарачки, би можеле да се фокусираат повеќе енергија во преговори со работодавачите и доколку успеат да најдат начин за заеднички јазик, за поголема минимална плата од ова, по трет пат ќе повторам во емисијава, ние тоа ќе го поддржиме. До тогаш ние треба да бидеме насочени на овие работи кои што, како што кажавте вие, ќе треба да донесат подобро секојдневие и за работа и за живење во Македонија. Толку ли ВМРО ДПМН се исплаши од Трендафилов и председателството на ССМ што го етикира дека е член на Левица, на СДСМ, дека е нивни послушник, од тоа што побора 500 евра плата, ако побораше 700, ќе беше шпион од некоја странска држава. Ако ме пратевте, ја не бих сум во некоја посакал... одбрана, чисто само ги гледам овие напади кои што се во последниот месец. Ако ме пратевте, мојата желба лично е да имаме 3000 евра просечна плата и минимална плата многу повисока од оваа листата. Но за тоа треба да имаме услови, треба да имаме реалност во која што се наоѓаме. И доколку вие настапувате со ист наратив, со ист вокабулар, со исти пораки, заедно исто како опозиционата партија, доколку со нив истите сте договориле на методологија, а потоа го погазувате истото што вие сте го направиле, како би можеле, дали не ви е вас логично да претпоставите дека наместо синдикална некој одработува политичка агенда. Не станува збор за етикетирање, само говориме за аргументирана поставка на актуелни случувања. Еве, кога имате вие можност како на вистина се изборите за повисока минимална плата, доколку сметате дека тоа е потребно, таа можност се испуштате за да влегувате во политички преспетки. Може би има господинот политички амбиции, не знам, тоа си е легитимно, негово право, како ќе ги застапува работниците репрезентативност или не навлегуваме тука, тоа ќе си го ценат оние што се во нивната организација, но вака ако гледаме објективно, реално ќе видите дека наместо да се искористи можноста да се остварат поголеми права или приноси или услови за работа, се користи за сосема непотребно и неполезно во политички преспетки со власта. Тренчевска? Она на кое што сме колку често се состанувате со Трендафилов и со председателството и му давате насоки како да ниту реагира? Се состануваме, ниту пак Трендафилов е дел од СДСМ. Нам како вредност од нашата идеологија. Го прашав истото. Нема греф ако се состануваат. Не. Легитимно е тоа. Легитимно е да имате и состаноци. Легитимно е и заеднички да настапувате. Ама се состанували со вас. Нема тука. Апсолутно. Како министерка. Ама никогаш не кажа да само дека е како министерка имав. Баш јас не слушнав. Како министерка имав постојана комуникација и со синдикатите и со работодавачите. Ни во еден момент не се дрзнав да ги напаѓам синдикатите. Ова што се случува изминатиот период во државата, власта да го напаѓа најголемиот синдикат во државата е недозволиво и тоа го имаме само во услови каде што имаме режим. Не во една демократска држава. Вие да се дрзнете да го навредувате, веќе се оди на лични навреди, кон председателот на најголемиот синдикат навистина е недозволиво. Но онаа што сакам да кажам дека во минатото ти, убаво е колегата што збореше како економист, онаа што го велат книгите. Во минатото, покачувањето на минималната плата, растот на платите, интервенцијата која што сме ја правеле, ниту доведе до зголемување на инфлацијата, ниту пак до намалување на продуктивноста на вработените. Инфлацијата во времето во кое што јас бев министерка беше предизвикана од глобални проблеми, не беше апсолутно нити од растот на платата, минималната плата, затоа што
Зголемувањето на минималната плата вас ви предизвикува изголемување на просечната плата. И она што навистина го велат аргументирано, не. Денешната власт прави аргументирано да, меѓутоа не врз факти, туку врз предпоставки што би се случило. Недозволиво е, уште еднаш ќе кажам, денес во вакви едни услови да имаме минимална плата, однаква каква што ја имаме во моментот, без некаква интервенција од страна на владата. Не можеме да ги оставиме сами синдикатите и работодавачите да се договарат. Зошто е владата? Значи, треба да бидеме принципиелни и консистентни. Ако нешто тврдиме дека е плод на нашата работа и тоа е резултат кој што треба да ги реши проблемите и излеземе триумфално пред јавноста, и како влада и како синдикати, како решение кој што треба да биде трајно, да биде на здрави основи и кој што понатаму не треба да се отвора тоа прашање, сметам дека е крајно непринципиелно, па дури и лицемерно, да се каже сега истото тоа за кое што ние требаше да се гордееме, не држи или бараме многу повеќе. Врз основа на што? Сите сакаме повеќе. И кажавме што треба да се направи за да доеме за тоа самото стопанство да продуцира и поголем производ и повисоки плати. Патем кажувам за инфлацијата. Не кажам само минималната плата. Општо економските политики кои што беа тогаш спроведувани доведоа до инфлацијата. Делумно да, беше увезена инфлација, но сепак ќе ве потсетам дека имавме ние двојно поголема инфлација од земјите во регионот и од Европската унија. Каде што сега не е тоа случај. Можеме да имаме од пример во пример, не знам дали ќе имаме доволно време. Факт е тоа дека се јави незадоволство токму кај работниците со израмнувањето на платите, како што беше укажано претходно. И факт е тоа дека треба да се работи во насока како да се подобрат условите и да се зголемат платите. Но за тоа нема да ни помогне политичко агитирање. Како поинаку да сватим? Иначе не се сложувам дека се навредувам. Еве, јас сум тука во емисијата цело време, внимам и како се однесувам. Треба да се разговара. Не е грев што се разговара. Не е грев и да излезат и легално дека заеднички се настапува по однос на некое прашање. Но не е во ред да се биде неискрен. За една работа за која што со истите партнери СДСМ и синдикатите се пофалија претходно, сега да велиме тоа пупу не важи, ние сега едноставно ни се сони дека бараме многу повеќе. Која консистентност имаме? Само ве молам. Секунда, Сонот вели дека трошоците за живот пораснале за 100 евра, толку колку што бара Слободан Трендафилов. Тоа е неговиот сон кој што му се сонил. Толку порастале трошоците на македонскиот работник, вашите на пратениците, не знам колку се пораснаа. Потрошувачката косничка за една година е зголемена за 100 евра толку колку што и толку колку што бараше. На вистина не е фер во секој еден настап на мнозинството на власта да зборуваат дека Сојузот на синдикатите е во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не. Зошто не престанате да ги напаѓате? Не ги напаѓајте, поддржувајте ги работниците. Со нападот врз ССМ, вие ги напаѓате работниците. Работниците имаат целосната поддршка. Ниту во еден момент не е во коалиција со Сојузот на синдикатите. Нам. И резултатите од претходно, кога бевме на власт, ни се токму во делот на раст на плати и подобрување на животниот стандард и подобрување на работничките права. И јас како министерка од 2020 до 2024 година токму бев насочена кон подобрување на работничките права и на растот на платите заедно со другите министри од економскиот ресор. За израмнувањето на платите, што го рековте дека кај работниците постоел, па зошто го отфрливте предлогот за раст на плати што го поднесе Социјалдемократскиот сојуз, токму со тој закон ќе се зголемеа плати, немаше да дојде до израмнување на платите. Не. За скалестото зголемување дискутирате и преходно, вие кога сте министер. Немаше да дојде до израмнување на платите, туку оние продуктивни работници, оние работници кои што се најнеопходни за работодавачот ќе добијат повисоки плати. Ќе добијат повисоки плати, а владата ќе ги ослободеше само од делот. Како собрание или влада, работодавецот кој му е најпотребен работник?
Работодавачот знае. Вие само треба да му го обозначите правото, ништо друго. Токму тоа и го чекаме да го кажете. Законот. Работодавецот и работниците најдобро знаат. И повторно ќе се сведеме на почетокот. Ама тука е владата да го донесе законот. Ако веќе бараме повеќе од тоа што законот го притиска, е дека се договорат. Фаза на потребите за двајцата сакам предлогот на бидејќи од работниците што ќе изработат земате двајцата плата. Предлогот на ССМ е една година да земате сите пратеници заедно со него кој што зема 1000 евра плата сега, платата ВМРО ДПМН моја Па се покажа дека земе нешто и повеќе. Ете и 70 предвели дека може да земал, да земате сите 500 евра плата една година. Дали тој предлог ќе биде за вас добар? Повторно стигаме до истото. Дали е предмет на ценкање платите? Дали ќе може да живеете со 500 евра колку што бара македонскиот работник? Зашто земаме плати? Ко први основно. Дали земаме плати како производ на ценкање, на преговарање или на политика, или се земаат плата ради тоа што треба некој нешто да сработи. И работникот, и ние како пратеници. Тоа е првата работа. Втората работа. Дали може би сметате дека е посоодветно да се праша дали за споредба имаме ние исти плати со било кој од регионот. Дали мислите дека е по-принципиално да се спомне таа плата што наведовте на господинот, дали зема и дополнителни трошоци? Ама јас не знам платата, вие кажате дека се кажа дека се покажа дека земаат и серија на договори. Практично господинот земал поголема плата од мене и од колешката. Четврта работа. Ако веќе дискутираме да се намалат платите на пратениците, легитимно е тоа, ворете. Веќе ние се изгласавме пред месец дена намалување на коефициентот. Не знам во јавноста колку тоа помина се запозна, си ги намаливме. Но, ако веќе говориме дека таа сума се зголемува, еве, јавно ти даеме предлог, ние имавме ветување во кампањата, зошто не продискутираме за собрание со 90 пратеника. Половина од средствата ќе се намалат. Третина, најмалку, бруто плата, нето плата не оптовуруваме се времето. Еве, поддржете. 90 пратеници, една изборна единица. Па ако сакате ќе отидеме чекор понатаму. Со една изборна единица имате рамноправна застапеност, ја ќе кажам ќе отидеме чекор понатаму, ќе ги направиме отворени листи со 90 пратеника. Во тој случај, пошто е порадикално, најголемиот дел ќе бидат од 3 града, патните трошоци ќе бидат незначително можеби 0. Еви тоа прашање ќе се реши. Ајдете ако сака сметаме дека тоа е проблемот, најголемиот проблем, да се насочиме на истото, знаеме каде е кошницата или можеби не знаеме, да откриеме каде, сите заеднички да го намалеме собранието и да работиме на тоа поле. Овој предлог на синдикатот е да се почувствува како живее денеска македонскиот работник. Не е тема на ценкање, ама не може тој што го дава предлогот, не зема 24.000. Тој го зема многу повеќе. Како прво. Ама 120.000 граѓани земаат 24.000, господине. Не над 100.000 граѓани семејства примаат минимална плата во моментот. Ама нели сакаме да имаме сите повеќе? Еве ја ви кажав, сакам 45.000 да биде минималната плата. Сакам 3.000 евра да биде просечната плата. Но треба сите заеднички да работиме во насока како се направат услови за истото. Тоа со политичка, вие сте на власт, вие треба ги носите политиките. И со политичка одлука тоа не се прави. Само ќе предизвикате ова што го направи они. Ќе зголемите инфлацијата и не можете да имате подобар животен стандард со намалена реална плата. Се зголемуваат платите, дали имаше таква инфлација? Нема да се согласам со дискусијата на колегата. Напротив, одлуката на Сојузот, предлогот на Сојузот на синдикатите за и функционерите, не само пратениците, сите функционери во државата да земат 500 евра, доколку и се зголеми платата на 500 евра минималната плата, е легитимно барање на синдикатите. Не верувам дека... Ќе го прифати се да се ако прифати Видете, од нас не зависи ништо. Сите политики што се... Ако утре прифати ВМРО, ете направи таков потек. Апсолутно. Дали ќе прифати? Да, ако прифати ВМРО, ќе прифати и Социјалдемократскиот сојуз. Немаме проблем, затоа што нема да ми е прв пат да живеам во кондурите на работниците. И знам како им е на работниците, односно на семејствата кои што земаат минимални плати, се 4-члено семејство и се борат да го поминат месецот или да ги задоволат потребите пред се за храна со овие средства не се доволни ни за храна. Нам секојдневно ни се качуваат цените во маркетите и покрај сите мерки кои што не дадоа ефект и ние наместо да се грижиме за работниците, да направиме како влада интервенција во зголемувањето на
платите, денес доаѓаме во ситуација да разговараме дали функционерите треба да земат 500 евра плата исто како и работниците. Значи, од груба форма на државен интервенционизам, сега се сведовме на радикален популизам. Океј, еве да дискутираме. Јас и колешката ќе се откажеме од платите. Еве следниот мандат нека нема плата за зашто се полиците и гледа како функционерите. популизам таа мерка? Еве ворете. Нема зашто е поставена? Зошто се разликите? Еве ќе се откажеме. Јас нема да бидам наверојатно во наредниот мандат или колешката, тие што ќе дојдат ќе нема плата. Или ако бидеме и ние, еве ќе работиме без плата. Дали немате таму ризици? Дали ќе имате некој што ќе се нафати на функцијата за да има без примања? Така, дали ќе бидат тогаш задоволни синдикатите? Ме разбирате? Не, разбирам. Дали си е зголемите ризици од некои други основи ако се движиме по таа логика? Па веднаш ако доаѓа на ум тоа што и мене ми доаѓа што би се правело, тогаш зашто дискутираме за стандард и зашто дискутираме за Значи така е. Пак ќе кажам. Треба за чувството на работникот. Треба да се работи на постаментите, на постулатите на кои што почива државата. Па тој што зема здрави основи. 24.000 треба да го краде утре газдата. Молам? Тој велам што зема 24.000 динари треба да го краде газдата за да дојде до 500 евра плата. Дали треба? Од каде таа логика? И под каде логика да прави некој друг нешто? Тој што зема 24.000 24.000 плата. Како што кажаме, треба газата да направи услови, да инвестира во технологии, да инвестира во работникот да, како и јас и колешката и вие, да се посветиме на работата, да даваме повеќе резултати од работата, да се генерира поголем производ и ќе имаме поголема плата сите. Вклучително и ние, како што реков, така што земаме од даноците и придонесите. Тоа е основата. Не можете со политички одлуки. Со политички одлуки кога се дефинирале плати, вештачки кога се наметнувале, никогаш добро не донело на државата. Па вие сте можеби постар се сеќавате во едни подамнешни времиња какви услови ги имавме. Ворете, треба да се дискутира. Еве и кажавме, има основа за поголема минимална плата, ќе се прифата сите услови доколку се договорат. А тие доколку се договорат, тоа не значи дека ќе седат и ќе се расправаат. Сигурно ќе ги слушат аргументите. Немаше пари кои се позитивни, кои се негативни страни. Покривање дел од придонесите, она што го бара и што го прифатија. А зошто би барале покривање на придонесите доколку имаат услови самите да зголемат? За поголем стимул на работникот да работи да се зголеми продуктивноста, бидејќи ако не му дадеш нешто стимул плюс, и подршка на работодавачите е тоа пред се. За да може да ги зголема плата, значи и повисоката стимул плата, тоа е бенефит и за работникот и за работодавачот. Поголема плата и за тоа работникот. било на некој одреден период, Тоа е година дена беше мерката. Беше во тешка криза и дискутабилни се резултатите од истото. Еве можеме дали се направиле анализа. Дали се направиле анализа? Имате ли анализа од истото? Има направено и Министерство за финансии, видете. Имаше направено Државниот завод за ревизија каде што беа катастрофални и резултати и согледувањето. Вклучително и тие мерки. Мерките во времето на кризата кажаа дека 700 милиона евра се потрошени нетрансparentно. И повторно го влечеме, јас сум одговорен и го кажувам, тоа може да се провери веднаш после емисијата. 700 милиони евра во кризата се нетрансparentно потрошени. Стои во извештај, седнете го во ДЗР. Сега, понатаму. Ама чекајте, се слушате ли што зборувате? Јас зборувам за мерката раст на плати. Финансиска поддршка на работодавачите за зголемување на платите. И оваа мерка даде многу добри резултати. Одете, разговарајте со секој еден од работодавачите, ќе ви каже дека оваа мерка беше најмногу искористена. У крајен случај влезете во УЈП и УЈП ќе ви каже по велите вие дека истите тие работодавачи какви се резултатите? Ама истите тие барат. Добро. Истите тие барат ваква мерка за да може да ја зголемат платата надвор од она што значи минимална плата. Од 3.000 до 15.000. Во наше време беше од 600 денари првиот пат до 9.000 денари, после од 3.000 до 9.000 денари. Изголемувањето на платите се движеше во таа сума и имаше голем ефект. И срекни работници и срекни работодавачи. Најмалку што сакам во студио 10 кога јас сум на ова место да водиме политика. Тука ве викнав денеска за граѓаните да дознаат како да се зголеми просечната плата. Минималната си има закон и си има методологија, која што рековте на зголемување доколку не може да се интервенира. Како да го зголемиме стандардот на македонските работници, господа пратеници? Ја укажав неколку пати,
сублимација на активности, сублимација на мерки, сублимација на политики. Со самото имплементација на законите, со самото почитување на законите, со сузбивањето на криминалот, корупцијата, сивата економија, правење подобри услови за работа, ќе се подобрува и стандардот и условите за работа. Фирмите ќе работат во подобро деловно окружување, нема да бидат оптоварени со работа кои што ги се пречки при нивното функционирање. Работниците ќе имаат секако подобри услови и поголемо задоволство. Платите ќе бидат автоматски производ на подоброто деловно окружување и подобрите услови за работа кои што ќе се обидеме да ги обезбедиме во периодот кој што е пред нас. Според вас тоа се случува во овие 9 месеци? Дел од тие процеси отпочнаа веќе од првиот месец. За жал, после трагедијата, најголем дел од активностите добија на зголемена динамика и се утврди општо, како општество, мислам дека утврдивме потребата колку е потребно сите тие чекори и мерки да бидат со зголемена динамика, поефикасни и поекспедитивни. Во најголемиот дел во борбата против криминалот. Видите, ова е најлош почеток на една влада што сме имале до сега, со никакви ефекти од политиките кои што ги... Оствари, немаме ние никакви реформи во изминатите 10 месеци, колку што е на власт ВМРО, туку имаме само некакви шминки на закони. И затоа ни се случуваат овие работи што ни се случуваат. Вие не може да очекувате раст на просечната плата ако не ја зголемете доволно минималната плата и ако не дадете можност работодавачите да ги поддржите работодавачите да ги зголемуваат платите на работниците. Во минатото се покажа дека растот на минималната плата и сите оние финансиска поддршка што сме давале на работодавачите од 22.000 се зголеми просечната плата на 40.000 денари. Денес не гледам намера кај владата да зголемува плати. Не спомнавме ние за општиот колективен договор дека тотално е ставен на страна, дека владата не е заинтересирана да ги реализира оврските што ги има согласно општиот колективен договор, дека имаме некакви покачувања историски во образование, а не се свесни дека таквото историско во наводници покачување во образование всушност ги намалува платите во образование. Ако беа доблесни лани ќе им ги покачаа платите 13%, а оваа година повторно согласно општиот колективен договор ќе им ги покача уште за 12,5%. И затоа не гледам јас дека ние како општество или како држава одиме напред и дека владата има сериозни намери да го рестартира системот. Она што ни е потребно точно, за жал, требаше да се случи трагедијата во Кочани, да ни загинат 59 млади деца, за да ние зборуваме за рестарт на системот, а воедно не правиме рестарт на системот, еве, ќе го земам пред некој ден законот за пензиско и инвалидско осигурување кој што помина на собрание. Повторно упад во системот. Повторно, наместо да почитуваме устав и меѓународни договори, ние носиме закон кој што е противуставен и кој што е спротивен, се коси во начелото на социјална сигурност, се коси со ратификуваните договори за социјално осигурување со сите 31 држава каде што исплаќа граѓани кои што го оствариле правото на пензија овде во државата, а живеат во тие држави. Во сите социјални договори се потенцира начелото на еднаков третман на државјаните на двете договорни страни и во дефинирањето на што значат примења и што значи давачки, секаде се потенцира дека пензиите, особено пензиите, во делот на согласувањето. И сега ние ги исклучуваме овие 12.000 граѓани кои што добиле решение за стварување на правото на пензија овде во државата, ги исклучуваме од секакво идно усогласување. Зошто? Зашто буџетот е неликвиден и дека владата нема пари, коште сето ова.
Меѓутоа, овие граѓани биле лојални на државата и плаќале придонеси и оствариле право на пензија овде. И го зема тоа кој што се решава со отварање на сметка, кој што може било кој нерезидентен граѓанин во било која банка се направи, ќе му биде исплатена пензијата тука и нема никаков проблем, освен се. Може да земат на пример дека се 10% покачени платите во полицијата, може да се офати на тоа дека се зголемени пензиите согласно ветувањата за уштета 5000 денари веќе што се направи. Можеше да се земе за пример и да се продискутира и за зголемената наплата на УЈП и на царините, кој што е директна рефлексија на подобрените услови за работа на стопанството. Можевме да земете за пример и за странските директни инвестиции, кои што веќе ги гледаме, кои што течат, кои што се оформуваат и така натаму. Можевме ги земеме и капиталните инвестиции, кои што имаат зголемено ниво на реализација преходно. Можевме многу работи да земеме. И ја верувам дека не се решава преку ноќ. Но факт е тоа дека треба да имаме многу поголема динамика. Напластени се проблемите, многу често додека бевме ние во опозиција имав онаа фраза кај што не е ни фраза, него фактичка состава кај што тврдевме дека системот не ни функционира, имаме институции потопени во корупција, имаме извештаи од нашите странски партнери кои што укажуваат на невладењето на правото, непостоењето одговорност и така натаму. И тоа не се решава преку ноќ, но чекори веќе имаме. Оваа ноќ ни трае веќе 30 на години и никако да ја поминеме оваа црна. Но веќе имаме чекори кои што укажуваат дека ќе имаме подобрување. Секоја власт како доаѓа не се решава преку ноќ, не се решава, македонските граѓани веќе пола си отидоа, пола тие што останавме тука, ние си знаеме како е. Ме замоливте до 11 часот да ве ослободам, треба да одите во собрание, имате пратенички прашања. Требаше да зборуваме и за Законот за јавен ред и мир, за образование, сакав да ве прашам за студентски оброк, за сезонски работници, ќе бидете поканети дали во овој состав, дали во некој друг партиски состав во некоја од следните емисии. Пред да ви се заблагодарам за гостувањето, што прво ќе прашате како пратеник на пратенички прашања? Па денес, што ова е седница која што не се одржа, веќе имаме одредено, не знам, не учествував сабајето за да дојдам тука на координацијата да видам на кои министри ќе се постават прашања. Верувам дека прашањата ќе бидат во согласно со актуелните состојби во моментот во државата. Овие пратенички прашања се со измените на деловникот, практично се 2 часа на барање на опозицијата и опозицијата унапред поставува прашања, ги кажуваат и ги покануваат министрите или премиерот за кои што се однесуваат прашањата. Ја не сум таму, не е ни колешка, но ќе збориме за една убава работа понатаму во седницата. Ќе збориме за законот за сезонските ангажирањето на привремениот која што беше една од работно ангажирање. Ќе го образлагаме на комисија помина, денеска ќе биде на пленарна работа, ќе има многу поволности и бенефити. Се надевам понатаму дека ќе успееме да организираме јавна расправа кај што ќе бидат поканети сите општествени членители. Значи не се носи во брза постапка. Не е во редовна. Јас сум понесуваш прво подпишан, мое задоволство беше што го поддржа. Дека и власт и опозиција се подпишаа. Така, се поддржи од страна на опозицијата. Верувам дека сите заеднички доколку бидеме фокусирани, ќе направиме едно решение што за прв пат во Македонија се носи вакво законско решение и се регулира една област која што се подпише и го поддржа опозицијата затоа што во времето кога јас бев министер, кога закон започна да се работи, токму со истите партнери со кои што е финализиран, 95% од законот беше направен, имавме затоа што сите закони кои што ги носевме на вистина и со синдикатите и со работодавачите водевме диалог, имаше некои пречки за синдикатите, после тоа ги извадивме, градежништвото беше спорна област во предлог на законот и се случи техничката влада и изборите, не успеавме да го доставиме до собрание овој закон и се радувам што сега е во собранието, ние како пратеничка група на Социјалдемократскиот сојуз заедно со нашите коалициони партнери дадовме поддршка на овој закон и веруваме дека ќе имаме успешна имплементација на истиот, затоа што навистина овозможува на голем број граѓани да имаат бенефит од законот, да имаме едно лесно пријавување, одјавување, без некакви поголеми формалности, а сепак во рамки на законот. Оние пензионери кои што се физички активни да може да работат, студентите, младите да може да работат и од друга страна да се намали неформалната економија, сивата економија, а да имаме повеќе
пари во буџетот, а да голем дел од граѓаните кои што не оствариле право на пензија заради една година недостаток на стаж, да можат да продолжат со работа и да си го остварат оваа право. Ова место И најважното не ги губат определени придобивки доколку се користници нисите, например стипендија кој има студентска или социјалната помош, така помош, тоа што се плашат и што пензионерите, одбиваат да бидат пензиите, пријавени. така е. Се става ред, се регулација во една многу важна област. И да, мојата и подршка најмногу беше ради тоа што да даваме силен удар во однос на сивата неформална економија, се ставаат устови за регулација, ќе биде на начин што е многу важно обезбедени се и хардверски, софтверски и апликативни решенија и обуки за администрацијата кои што ќе треба да го користи системот. Крајно на прост начин, ефективен, се надам дека ќе дава резултати, но да оставиме нешто и за јавната расправа, да видиме има голем интерес од јавноста, се побара и проширување на определени делови, да ги чуеме сите мислења и се надам дека ќе направиме најдобро можно решение кое што ќе има добра ефикасна како представник на медиумот, ветувам дека ќе направиме уште една дебата на оваа тема. Македонија би било поубаво место за живење кога власта и опозицијата заеднички ќе носат закони кои што ќе бидат во корист за граѓаните. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од студиото. Благодарам и вам.